Органско или конвенционално производство, земјоделците повеќе ги загрижува произведеното да го продадат за добра цена. Поголем дел не веруваат во исплатата на повисоки субвенции за органското производство, велат дека не им се од помош ако родот им остане на нивите. Без пласман и цена нема производство, велат земјоделците од регионот. За производител на органска храна е тешко да станеш. Треба работа многу, другар. Субвенции не помагат ништо ако нема цена на пазар. Во Штипско и Карбинско за субвенциите за органско производство се пријавија 72 органски производители. Најмногу има сточари, најмалку градинари. Интересот за органски начин на производство опаѓа, а се преполови бројот на органски производители. Не сум земал, не сме задоволни, оти не дават, лажат само. Не дават субвенции, лажат само, ке чуват само другите работи, а викат дека дават субвенции. Ке дадат 2 динара субвенција, млекото го зима 12 динари или било што друго, не е битно. Тешко е, да. Како? Финансиски слабо. Субвенциите задоволни сте? Па, не сме баш задоволни. Не. За 30% се повисоки субвенциите за органско производство, а дополнителни 50% им се исплаќаат за добивање на сертификати. До 70% е зголемена поддршката за градинарското органско производство и до 100% во лозарството и овоштарството. Според податоците од Државниот завод за статистика во 2015 година 2632 хектари, односно само 0,51% од обработливото земјоделско земјиште се сертифицирани како површини под органско производство. Целта на националната стратегија е здрава храна да се произведува на 2% од обработливите површини во земјава.